Мегаломанскиот проект за поградец во кој Албанија ќе инвестира милиони евра, а предвидува изградба на комплекс згради, луксузни хотели со 5 звезди, шеталишта, мостови и пристаниште за закотвување на чамци и јахти во Охридското езеро, ќе го загрози статусот на Охрид под капата на УНЕСКО, алармираат албанските експерти за заштитени подрачја. Подсетуваат дека двете соседни земји, Македонија и Албанија, подеднакво ја споделуваат одговорноста за Охридско, откако во 2019 под заштита на УНЕСКО беше ставен и албанскиот дел на езерото. Од тука Комитетот за светско наследство во пакет го разгледува статусот на заштитените подрачја на двата прекугранични градови. На тргалезната маса која се одржа токму во Албанија, тамошните експерти и невладини здруженија силно се спротиставија на реализацијата на проектот наречен Поградец Марина. Од македонската страна нема информации за сите иницијативи што има албанската влада за регионот. И затоа ние сме многу интересирани да сензибилизираме не само албанската влада, па и македонската влада, зашто овој индиректно имплицира и статусот не само на албанскиот дел на Охридското езеро, целото Охридското езеро, цел сливот ќе има импакт од овие чудни иницијативи што вистина не ме охрабруваат дека ќе имаме нешто одржливен развој на регионот. Битката за профит и економски напредок не сме да ги загрозува вредностите на Охридско, тоа УНЕСКО повеќе нема да го толерира, се огласија и македонските експерти. Па УНЕСКО не требаше да биде толерантен и во сите претходни сесии или оценки на состојбата со Охридското езеро и со градот Охрид. Што се однесува до Охридското езеро, односно до водата и до растителниот и животински свет, тие се наоѓаат во релативно голема загрозеност. Регионот со години е под постојан притисок од повеќе закани. Од големи инфраструктурни проекти, зголемено загадување до неконтролиран урбан развој и крајбрежна експлоатација. Она што е важно, дека системот мора да проработи, а системот е контрола на она што се гради. Верувајте, има поборници кои што викаат мораториум на градба. Не е тоа решение. Одма ви кажувам најодговорно. Мораториумот на градба ќе даде уште поголеми проблеми. Контролирана градба е решението. Се додека има мокиници за кои езерото е буниште и институции кои не знаат што им е работа, Охридското езеро ќе биде постојано во опасност. Ова е единствен став и на албанските и на македонските експерти.